Измина 50 години од основањето на комуналното предпријатие Водовод, јубилеј што го одбележуваат малку вакви институции во Македонија. Постигнувањата во изминатиот период се започити пофелба, без разлика на големиот број предизвици и потешкоти со кои се среќавале менаџерскиот тим и вработените. Ова, меѓу другото, беше речено на свеченоста по повод одбележувањето на годишнината на предпријатието, а на која присуствуваа голем број гости и амбасадори од држави кои помагале во реализацијата на проекти, поранешни раководители, вработени и граѓани. Во своето обраќање пред присутните, директорот Андреј Киров направи кратка ретроспектива на поголемите капитални зафати што се направени во областа на обезбедувањето чиста вода за пиење, за одржувањето на јавната хигиена, уредувањето на јавните површини, одводот на отпадните води и за другите активности што се дел од работењето на кочанските комуналци. Исто така се осврна и на дел од плановите за натамошниот развој. Веќе започнавме да правиме стратегија за развој со вклучени акциони планови и бизнис планирање, зашто кој по Водовод веќе има и законски обврски, но воедно ова беше и заклучок на менаџерскиот тим како врвен приоритет. Во рамките на третман на отпадните води, преку компонентата институционален развој, покренавме иницијативата со помош на услугите на ангажираниот швајцарски консултант добиеме нивен стручен предлог за нова организациона поставеност на нашето предпријатие по моделите на модерните европски предпријатија кои пружаат услуги за снабдување со вода за пиење. Ние од ова нема да отстапиме и можеби ќе наидеме на отпори и обиди како на внатрешни, така и на надворешни влијанија, кои, верувајте, нема да не поколеваат. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев го истакна значењето на предпријатието кое обезбедува вода, управува со отпадот и го уредува зеленилото, а во значајна мера управува и со квалитетот на животот во Кочани. Исто така се заблагодари на владите од пријателските држави кои помогнале важни проекти во Водовод. На сите кои досега помагаа во развојот на Водовод, а со тоа и помага и на граѓаните на Кочани. Јас од името на граѓаните и пренесувам едно големо благодарам. Како продолжение на сето она што го кажавме е и проектот за изградба на браната Речани, кој треба да се гради со средства од владата на Република Македонија, проект кој ќе придонесе за уште поквалитетно снабдување со вода за пиење и наводнување на Кочани и микрорегионот. Почитувани, иако фокусот на моето излагање го ставив на рационалното однесување со водните ресурси, како една од основните дејности на Водовод, би сакал да го истакнам и проблемот со управувањето со отпадот. Со проектот на владата, во наредниот краток период очекуваме решавање на овој проблем. Кочани ќе биде главна претоварна станица за отпад, а главната депонија за истокот и дел од североисточниот регион ќе биде во Свети Николско. На амбасадорите на Франција, Австрија и Швајцарија како најголеми земји донатори во подобрувањето на квалитетот на живењето преку водоснабдувањето, користењето и третманот на отпадните води, им беа доделени благодарници. Да ви се заблагодарам за тоа што и после толику години вие не сте ја заборавиле поддршката од владата на Франција, која на конкретен начин зборува за нашата безбедност. Нашата континуирана поддршка ќе продолжи и во иднина, а пример за тоа е студијата за изградба на пречистителна станица за отпадни води за град Скопје, финансирана од Франција. Би сакала да ви се заблагодарам од името на швајцарската влада и швајцарскиот народ за овој ценет сертификат. Ми представува големо задоволство да бидам со вас денес и да прославам 50 годишнината на основањето на јавното предпријатие Водовод и да го обележам светскиот ден на водите. Да им се обезбеди на граѓаните на Кочани водни услуги за 50 години е големо достигнување, но едно од најуспешните јавни предпријатија во државата за време на овој период е уште и поголемо достигнување. Би сакала да ви честитам вас и да ви посакам да продолжите со развивање и модернизирање на јавното предпријатие. Со надеж следната година на граѓаните да им се обезбеди покрај добрата квалитетна вода
да им се обезбедат и услуги за третман на отпадните води. На свеченоста по повод одбележувањето на 50 годишнината од постоењето на водовод беа доделени признанија на сите досегашни директори на Кочанското комунално предпријатие. На настанот беше презентиран и најуспешниот труд од одржаниот надпревар на тема важност и предизвици на третманот на отпадните води, а Водовод ги награди и неуспешните училишни и средношколски тимови од овој надпревар.